затоа што поддршка и стручната помош е клучна во овие моменти. Ви благодарам. До нас денес е Дејан Гинчарски, психолог, специализант за гешталт метода. Па Дејане, може да ни кажеш накратко, значи на кој начин овие техники и методи од психологијата даваат придонес кон сочувување на менталното здравје на жената? Јас ќе станам. Вие ме представите, но јас ќе се представам сам. Дејан Гинчарски, психолог, едукант во гешталт психотерапија. Докторката Бијана, психијатар, убаво така го тоа комплетираше и кажуваше и кажа за симптомите и емоциите кои што се јавуваат кај децата, кај кои што се диагностицира, да кажам века. Јас од улога на психолог ќе се обидам така да договам за превенција и како да се надмине сето тоа, сите тие стресни одења од врата на врата што го кажа докторката гинеколог, наш сумнево докторката гинеколози. Се извинувам. Многу е важно тоа што го кажа докторката, одењето од врата на врата. Таква терапија, друга терапија. Тоа успева, тоа не успева. Кај нас се будат емоции кои што преовладуваат и на некој начин не ја зимаат контролата над нас. Што тоа значи? Секојдневните, да ги кажам, обврски, планирање или начинот на живот кој што сме имале претходно, постепено ни пламнува. Едноставно чувствуваме дека сме немокни сами да се справиме со ваква ситуација. Затоа е многу важно улогата на психологот, психотерапевт, психијатар. Кај нас можам да кажам дека се уште е стигма, иако јас веќе едно 6 години работам со така невладениот сектор на многу проекти поврзани со ментално здравје, можам слободно да кажам дека за овие 6 години гледам некој напредок, во смисла дека луѓето постепено почнуваат да стануваат свесни за улогата на менталното здравје во нашето секојдневие. Што значи ментално здравје? Ако треба да го ставиме на страна медицинскиот третман, терапијата, сето друго што се случува околу нас и во нас е ментално здравје. Начинот како ние реагираме, како ние се справуваме со предизвиците, како ги решаваме проблемите, како се однесуваме, како ги регулираме нашите емоции и чувства, сето тоа е ментално здравје. Доколку ние водиме сметка, а водењето сметка е во смисла посетуваме психолог, психотерапевт или психијатар. Тоа не значи дека ние нешто сме добри. Ќе отидам на психолог или ке психијатарот и одма тука нешто не е во ред со мене, имам некаква ментална болест. Не. Тоа значи дека ние се грижиме за нашето ментално здравје. Грижејќи се за нашето ментално здравје, ние си го подобруваме квалитетот на нашиот живот. Што тоа значи? Тоа значи живееме полноценен живот, се радуваме на сето тоа што не окружува, што ни е секојдневие. Можеме да му се радуваме, да создаваме пријателства, врски, каде што ќе се чувствуваме себе си. Затоа, еве јас како психолог, многу ми е важно ова денеска презентиране на овој проект, каде што се спомнува ментално здравје.
бидејќи некако сите забораваме за важност. Се ни е друго поважно, во ред се случува, еве, како и на улогата на овој проект, каде што се зборува за малигно заболување, со самото соочување на диагнозата се јавува разнемереност, чувство на страх, чувство на гнев, зошто баш на мене, што јас грешив, обвинување, но само обвинување, го свртуваме на нас, ние сме виновни, си бараме некоја нешто наше, дека поради тоа што ние сме живееле вака и вака, не се случило тоа и тоа. Тоа е реакција на нашиот организам. Не постои лоша или правилна реакција. Едноставно организамот имаме обрамбен систем кој што на некој начин, кога се соочиме со некаков стрес или траума, нешто каде што организамот тоа го регистрира и дава сигнал, тоа ни подава сигнали во смисла можеме да почувствуваме за момент дека ни се плаче. Што се случува доколку ние таа емоција не ја извадиме од нас на, како да кажам, адекватен начин? Ако ја потиснеме, ако ја чуваме во себе, тогаш таа емоција ќе направи нешто во нас, но не е добро. И прашање на време, кога таа емоција ќе излезне од нас, во некоја неправилна работа. Во смисла, се енергија. Не можеме да подносиме никој. Едноставно се чувствуваме како сите да ни се виновни околу нас. Не можеме да се довериме на никој. Се ни смета. А што е многу друго важно, е што негативно влијае во самиот медицински третман и терапија што пациентот ја добива со цел да го надмине ова малигно заболување. Многу истражувачи и професионалисти во областа на психологијата и психотерапијата имаат кажано, што е веќе и докажано тоа, вели вака: енергијата ја прати мислата. Што тоа значи? Доколку јас верувам дека сум здрав или имам добро здраве, веројатноста е дека тоа и така ќе биде. Доколку јас сум убеден дека сум болен или ќе заболам од некое заболување, живеејќи со тие мисли, исто така веројатноста е голема тоа така и да се случи. Менталното здравје има голема улога, посебно за пациентите кои што се соочуваат со вакво малигно заболување. Не постои здравје воопшто без ментално здравје. Ние некако сме научени, како да кажам, едно балкански менталитетот, ние така, може би така не воспитале нашите родители, баби и дедовци. Доколку нешто не заболи, чувствуваме, ајде да не кажем, да не можеме да станеме од кревет, тогаш бараме помош.
психолог, психотерапевт, психијатар, тоа веќе нема потреба, ќе го носиме на ваѓе, на гледање и не знам што. Отприлика, тоа беше моето излагање, саках само да потенцирам дека е многу важно. Сите ние треба да се замислиме во себе за улогата на менталното здравје за нашето секојдневие. И ние како стручни, и ние имаме потреба и ние од подршка и од помош од некои наши колеги со кои што соработуваме, бидејќи не можеме да го носиме тој товар што секојдневно во на некој начин нашата работа ни го допринесува. Толку, не сакам многу да одземам време, иако има многу да се зборува на таа тема. Благодарам, Дејане. Морам да истакнам дека во изминатите неколку години ние като тим работевме и соработувавме со Комисијата за еднакви можности, со дел од членовите кои што членуваат во таа комисија. Даниела Такева како заменик координатор на комисијата, Сузана Петровска како поранешен координатор на оваа комисија, Оливера, не знам дали е тука, да, Оливера Ташевска. Значи, секогаш комисијата ја дава нашата дисциплината поддршка за нашите активности. Па сега да прашам дали и на кој начин значи, се третира проблематиката во вашите програми и во стратегијата. Благодарам, Ане. Добро вечер на сите. Благодарам на докторите и на Дејан за нивните истрпни залагања. Ние сакаме многу да зборуваме за канцер на дојката. Октомври месец на борба против рак на дојката или розовиот октомври. И ние како Комисија за еднакви можности со Сузана и со други колешки така дефиниравме. Доста зборуваме. Нешто да направиме. Зошто нашите жени од Делчево да не можат да закажат преглед ехо, мамографија, нема термини во Штип или има еден термин во 5 за мамографија, има наредниот 3 за ехо, во Кочани да чекаш цел ден за нешто што треба да е рутина и нормална работа на секоја жена на еднаш годишно. Како да ги поедноставиме работите за да жените не мора да излегуваат од работа, да земаат слободни денови, да прават трошици. И така и направивме, поднесовме иницијатива до здравствениот дом, меѓутоа огромно значење имаше тоа што тогаш докторката Андријана заврши со незината специјализација и благодарно себе и до здравствениот дом и до докторката која што веднаш ја прифатија нашата иницијатива и ги ставија овие ехо прегледи на дојка во редовниот термин. Сега има некои нови промени, но сепак успешно докторката не води во тој процес исто и докторката Лилјана која секој тука за нас. Тоа успеавме да го направиме таа иницијатива, мислам дека Бродистов плод е веќе достапна таа услуга. Значи во здравствениот дом во Делчево може да се направи ехо на дојка и мамографија во материнска каменица. Тоа е шансата која што сите вие жени треба да ја искористите и еднаш во годината да ги правите тие прегледи. Од излагањата на нашите семите докторки, јас би заклучила едно, дека раното откривање на ракот на дојка е најдобриот лек против ова. Затоа не треба да оставаме на импровизации, што вика Дејан на бабини
лекови или на не знам што туку да се оди редовно на прегледи. Јас за оваа тема имала многу да зборувам, како представник на Комисијата за еднакви можности. Нас ни е оваа тема здравствени предавања, трибини, соработка со невладен сектор за подигање на јавната свест, ние редовно ставаме во програмата. Но јас можам да зборувам и како жена која што пред 9 години и беше диагностициран канцер на дојка, прв стадиум, 8 мм инцидент, која што го поминала целиот тој процес. Па тие проблеми со менталното здравје, како да кажеш на фамилијата, како да кажеш на пријателите, дали кога ќе им кажеш треба ти нив да ги тешиш, бидејќи тие почнуваат да плачат, а ти не знаеш кога така и ти не знаеш што те чека. Сето тоа што го поминав јас лично и многу мои пријателки и познанички потоа дека чекаме таа онкологија за терапија или за прегледи. Многу е битно некој да ти даде психичка поддршка, таа психолошка поддршка. Зависи многу и од карактерот на семејството. Не се сите едуцирани да знаат да ти дадат совет или да те поттикнат, да ти речат ти ќе бидеш добра, издржи ги тие терапии. Многу жени се излекувале. Меѓутоа мора, тоа е нашиот предизвик сега, заедно со организацијата Жена, мора да размислуваме и на овој втор дел од нашето делување во иднина. Да поработиме на Центар за психолошка поддршка на жени оперирани од канцер на дојка. Зошто да не го остварим? Ако се има добра волја, мислам дека имаме добри доктори кои што ќе ни дадат помош, психолог кој што може да ги отвара овие теми и да не биде таа тема табу тема. Зошто да е табу тема? Тоа може на секој да се случи. Сега ние ќе ни диагностицираат канцер, јас ќе се затворам дома, на никој нема да кажам и ќе чекам што. Мора да се разговара со жени кои што го поминале сето тоа, со стручни лица. Мора, животот е борба и ти мора да се бориш. И јас како го сватив сето тоа што го поминав, ќе ви кажам само еден пример. Првата хемотерапија ми беше закажано да ја примам на 9 март, а јас на 6 март ја одбраних мојата магистерска работа. Значи, работев цело време, трудејќи се да не мислам на тоа, бидејќи треба да се бориш, нема предавање. Имаме фамилии, па и ние сакаме да живееме, така. Така, да заокружам, да не ви го зема многу времето, како Комисија за еднакви можности, ги детектираме сите тие проблеми со кои се соочуваат жените, но мора да работиме и на уште една проблематика, а тоа е се превентивни прегледи кај мажите, мора да ја опфатиме целата популација. Ние сме тука во нашите програми да ги инициираме темите. Се надам дека организациите во типот на Жена ќе можат да не следат и заедно да соработуваме и во иднина. Благодарам. Оставам сега простор за ваши прашања кои има.